Исто така, со љубов ја слушаме и ромската. Ромите ги учат нашите ора, а ние нивните. За Бајрам јадеме баклава, а за Великден црвени јајца. На часовите си подаваме моливи, кумчиња, лист од блок, си позајмуваме патики, си подкажуваме на тестови. Заедно делиме и добро и лошо. Така полесно ги превредуваме разликите и од ден на ден стануваат незабележливи, невидливи, како да сме ги избришале со гума. Нашето училиште не е само училиште каде што го стекнуваме нашето знаење и воспитание. Тука ги научивме и се уште ги учиме најубавите животни лекции за кои што на некој му треба и цел живот да ги научи. А кој знае дали воопшто ќе ги научи како што треба. Тука научивме дека нема поделба на црни и бели, сиромашни и богати, муслимани и христијани. Научивме дека сите сме исти. И едно големо благодарам од нас до нашите наставници, затоа што тие несебично ни го пренесуваат нивното знаење, без предрасуди, и на сите нас гледаат со исти очи. На приредби над превари ги избираат талентираните, без разлика на тоа дали се црни или бели. Не учат како да се почитуваме меѓу себе и го вложуваат максимумот во нас. Ете такви се нашите наставници. Нито тие, нито пак ние не би го замениле ова наше училиште за ниедно друго. Затоа што тука се навикнавме едни на други. Се соживеавме, се сплотивме и станавме едно цело. Морам да го кажам уште ова. Кога се вративме на 3 септември, видовме една нова слика во нашето училиште. Изгледаше прекрасно, разубавено со нови прозорци. Благодарение на вас, драги гости. А вие сте жолти. Зарем тоа не е доволен доказ дека разлики нема? Ни подадовте рака за да имаме подобри услови. И сигурно не прашавте дали сме црни, бели или жолти. Едноставно надвладеа човечноста, разбирањето и љубовта, кои според мене се едноставна формула која секој треба да ја знае за да живее во свет без разлики. Ви благодарам.